Со отворањето на првата ликовна колонија Свети Ѓорги во Блатец, од утре започнува честувањето по повод 75 години од ослободувањето на Блатец и Виница, јубилеј кој ќе се одбележат со низа свечености и настани. Домот на култура Тош Арцов од Виница и во ова чествување на овој јубилеј, 75 години ослободување на Виница, ќе учествува со организирање на првата ликовна колонија, која воопшто е направена во Виница, и ќе се одржи во живописниот предел на манастирот Свети Ѓорги во селото Блатец. Уметниците од Сдруженијето од Виница ќе бидат носители на оваа колонија и секако учесници, а гости очекуваме и од Македонија и од Бугарија. Сето ова, тоест уметниците ќе имаат можност да творат цела недела, се до сабота, кога се планира да биде изложбата од првата ликовна колонија во галеријата Венеција од 20 часот. Освен колонијата, чии изработки ќе бидат изложени во галеријата Венеција, ќе биде отворена и прва изложба на дела од роднокрајни автори во организација на Музеј Теракота, а ќе биде промовирана и првата монографија за основното училиште Славчо Стоименски. Фестивалот Слободна зора, кој ќе се одржи во градскиот парк во Виница, како увертира ќе има промоцијата на првата македонска рок енциклопедија и на книгата македонска дискографска Ванили, пошто ќе следува целовечерна забава со групите Александар Велики, ПМГ колектив, Дактили, Пука козметика, Роботик и КИ. Чествувањето во свеченост започнува од Блатец, каде во среда на големиот верски празник Богородица ќе следува мини програма во центарот на селото, сето тоа збогатено со музика во попладневните и вечерните часови. На соодветен начин ќе се одбележи ослободувањето на Виница во петок на 30 август, кога е закажана и промоција на книгата за основното училиште Славчо Стоименски Виница во 11 часот. Општина Виница по повод овој јубилеј ќе организира и големи концерти на музичка група, миленик на генерациите од 60-тите, 70-тите, но и на младите генерации, значи станува збор за Црвена јаболка, на 31 август во 21:30 часот, а пред и после настапот ќе следува музички хепенинг со наши локални диџеи. Во сабота, на 31 август, од градскиот стадион ќе стартува втората регионална велосипедска трка 75 години Слободна Виница, како и регионалниот куп во мал фудбал Венеам Куп 2019, додека вечерта на градскиот плоштад Ангел Винички голем концерт ќе одржи и групата Црвена јабука. На 1 септември, во недела, повтор пат во градскиот парк во Виница ќе стартуваат 170 на маратонци од повеќе земји кои ќе се борат за освојување на врвот Лисец, а ќе се одржи и традиционалната трка Бубамарска на 16 километри. Ова година втор пат се организира Чупино трейл на 1 септември. За новитет ова година ни е детската трка, која ќе се трча во градскиот парк. Ќе трчат дечиња од 3 до 12 години, кои се поделени во 3 групи. Чупино трейл 40 км со додавање на врвот Лисец, искачување на врвот Лисец, и Бумбарска трейл, која е исто така подолга од ланската година, која сега ќе биде 16 км. Исто стартот и целта се во градскиот парк. За прв пат годинава ќе има и Алми трка која ќе стартува од градскиот парк за деца од 3 до 12 години. За сите овие настани општина Виница од сопствениот буџет издвои околу 700.000 денари со дополнителна финансиска поддршка и од приватниот сектор.